Почитувани новинари, денес би сакал да кажам неколку работи на темата незаконско поставување на кадри во управните одбори, надзорните одбори, директори на јавни предпријатија и внатре на раководните позиции во државните институции. Како оди ова поставување од страна на владата на СДС, каде што најголемата одговорност и подписник законски за злоупотреба на службена должност ја носи генералниот секретар на владата на Република Македонија. Прво, имаме обемна документација за антидатирано назначување на управни и надзорни одбори. Многу управни и надзорни одбори чувале бројчиња, дека биле назначени и именувани пред распишувањето на локалните избори, но имаме докази дека истите се избрани и објавени во службен весник после распишувањето на локалните избори, што овие управни и надзорни одбори ги прави нелегални и нивните дејствија и нивните одлуки за самите институции ги прави нелегални и со тоа ќе носат штетни последици не само институциите, туку и тие кои што на таков начин се поставени на тие позиции. Втората работа која што во брзањето да ги задоволат апетитите на некои коалициони партнери или за побрза партизација на државата според изјавата на Заев дека ќе менува се од хигиеничар до министер, гледаме поставување на луѓе со несоодветно образование на чело на многу државни институции, каде што законот точно пропишал какво образование и работно искуство е потребно за некој да биде директор, раководител, председател на управен одбор или член на управен надзорен одбор на некоја институција. И третата работа која што исто така е последователна, новие незаконски именувања на партиски кадри на државните институции се однесува на илјадниците решенија во многу институции со незаконско распределување и прераспоредување на одредени кадри на повисоко или на пониско ниво од незаконски избраните и назначени управни надзорни одбори и од нив именувани директори. Модусот операнди, односно начинот на кој што е вршено ова незаконско дејствие е стандарден. Прво, делегитимирањето на институциите се одвивало на ваков начин. Се именуваат и поставуваат луѓе со несоодветно образование. Ги видовме примерите со танец, со градежникот кој што треба да го води овој ансамбл. Видовме и за спортската академија, поставен историчар кој што треба да го води спортот, и за стручките вечери на поезијата видовме какви несоодветни кадровски избори се направија со несоодветно образование. Второ, се поставуваат управни надзорни одбори со луѓе со несоодветно образование и познавање на проблематиката, а особено загрижува фактот што не се почитуваат законите каде што законски е определено од кои институции треба да имат членови на управни надзорни одбори во одредени агенции, како што е Агенцијата за недвижности и катастар и како што е Централниот регистар. Таму законот определува од кои институции колку членови треба да бидат представени во управниот и надзорниот одбор и тука во своето брзање генералниот секретар на владата оставил за жал незаконски траги за своето дејание и назначувал, подпишувал заедно со неговиот кум, кој што има адвокатска канцеларија, незаконски поставени лица на овие места во управни и надзорни одбори. Сето ова се прави надвор од законски предвидените рокови, односно по распишувањето на локалните избори, кога де факто не смее да има прераспределувања, смени, именувања и назначувања. Истите овие назначени на незаконски начин управни и надзорни одбори почнуваат со партиски чистки, изготвуваат антидатирани решенија за раководители внатре во самите институции и станува збор за илјадници случаи во секое министерство, агенција или дирекција. Директори, управни и надзорни одбори изготвуваат решенија за смени со датум уште пред да бидат тие самите впишани во регистарот како овластени лица за да го прават тоа. На 3 август наводно се донесени решенија за именување и разрешување, а дел од нив после 7 дена се објавени во службен весник. Ова е еден доказ според кој што се гледа дека некои бројчиња се чувани
во владата на Република Македонија од генералниот секретар за антидатирање, односно да се впише избраниот директор или член на управен или надзорен одбор после распишувањето на локалните избори да се впише како да бил избран или именуван пред локалните избори. Но за сето тоа имаме документација и докази. Дел од нив не се ни објавени во службен весник, а препорачани пратки со решенија за разрешување се пратени на 11 август до одредени лица кои што се разрешени од одредени позиции, тоа значи далеку после датумот на кој што се распишаа локалните избори. За ваквото незаконско постапување, генералниот секретар на владата, Рашковски, зад себе за негова жал оставил докази и тие докази ќе бидат употребени против него во рамките на правната процедура и ќе бидат поднесени сите пријави кои што законот ги овозможува. Ваквиот пример на самоволие и беззаконие го следел или по препорака на неговиот премиер Заев, кој што кажа дека ќе разрешува од хигиеничар до министер, или веројатно по брзање на адвокатската канцеларија која што ја води кумот на генералниот секретар на владата Рашковски и кој што за време на викендот на 5 и 6 август неовластено чувал бројчиња во владината книга за архива и затоа го бркал рокот до 6 август колку што може побрзо да назначи членови на управни и надзорни одбори во многу државни институции и во тоа брзање направиле многу незаконски действија за кои што кривично се одговара. Законски основи за разрешување или именување нема. Сето ова се силни индиции за незаконско действување, а за кривична одговорност ќе има и истата ќе постои кога ќе се врати правната држава. Кои закони се прекршени со ваквите постапки за незаконски именувања на кадровски решенија во управни надзорни одбори и директорски места во агенции и институции? Се крши изборниот законник, член 8а, се крши законот за спречување на корупцијата, член 16, и се крши кривичниот закон, член 353, за злоупотреба на службена положба и за тоа секој ќе сноси одговорност. Сите носители на јавни функции кои не ги исполнуваат пропишаните законски услови, ги повикуваме за нивно добро да си поднесат оставка, бидејќи тие самите знаат и треба да се свесни дека нивниот избор е незаконски и дека подлежат на кривична одговорност за сите действија кои што сега или во иднина ќе ги превземат како незаконски избрани функционери во управни надзорни одбори или на директорски позиции. И не само тоа, туку последици ќе има и самата институција и граѓаните, бидејќи со секој незаконски избор на управен одбор, на надзорен одбор или на директор на одредена агенција или државна институција, се доведува во прашање легитимноста на донесените акти и одлуки на таа институција која што има незаконски поставен управен одбор или директор. И затоа сметаме дека најдобро е во најкраток можен рок овие незаконски поставени лица да си поднесат оставка. За секој случај ние ја имаме спремена нашата документација и секоја евиденција која што ја поседуваме понатаму ќе биде преточена во постапки пред надлежните обвинителства и судските органи за сето ова да добие правна разрешница. Благодарам, повелете доколку има некои прашања. Граѓанската асоциација МОСТ има спроведено едно истражување, односно анализа на конститутивната седница на собранието, која траеше од 30 декември до 31 мај. Да. Од неколку бројки само. Од 1812 говори 1467 се да помине. Од 1566 говори прекршен деловник од ВМРО за помине има 1352 слично и со реплики и контрреплики. Се тоа според истражувањето е аминувано од трајкова јавност. Како е вашиот коментар? Нашиот коментар е следен. Граѓанската асоциација МОСТ е политички пристрасна. Тоа може да се види според спонзорите кои што стојат за оваа асоциација. Втора работа, на 27 април имаше многу прекршувања и на деловникот и на работата на собранието. Најголемото прекршување беше направено
од Горан Мисовски, Ферит Мухич и Талат Джафери. За прв пат во историјата на Независна Република Македонија, 59 пратеници на нелегален начин, незаконски, без записник, после затворена седница, избираат така наречен председател и тоа доведе и до други непосакувани последици. Така што би било добро ако Граѓанската асоциација МОСТ се позанимава со овој феномен. Благодарам.